кога гледам како се кревели, како се пренемага, како пцуе Джо Сашо Тасовски кој прави видеоклипови на Facebook. Која рече вчера, завчера, сите вие можете да ми го бакнете газот, kiss my ass да ми направите пред свет. Викам, ова е тешка будала. Али, знаете шо, се поише верувам дека уствари Трамп е лика и прилика на западната цивилизација. Тоа е лицето на западната цивилизација, на колективниот запад. И токму можеби затоа најтешко им паѓа на овие западниот свет, државиве, Европската унија, што се против него, кога затоа и највише ги нервира, затоа што фактички во неговото лице, во неговите дела, во неговите постапки се гледаат себе си, како да кажам, презентирани од негова страна во нивниот вистински лик, комични, пародични до трагедија. Но, колку и да е тоа, знае да биде забавен. Мислам дека ова со цариниот ја избегнам да го коментирам, нели секогаш не имаме поинтересни домашни теми за разговор. Последниот беше со кучката Цеца, Ролексот и белото прашаче на носот. Не е битно. Значи, ова е многу сериозна работа. Се однесува на сите нас. Пазете, неговиот обид да ја скрши Кина со царини, ја мислам дека нема да му успее. На страна се. Значи, не е глуп типот. Типот е окружен со, не знам, стотици луѓе у разни тимови кои што анализираат, проценуваат, советуваат, му кажуваат кај да удри со царина, најмногу како да удри. По ова што го видовме до сега, свативме дека Кина е целта. Но, Кина е многу тежок орев за кршење. Од проста причина што денеска на Кина отпаѓа 30% од светското производство. Ако во 90-ти беше 5%, денес е 30%. Шо мислите? Кина како стана светски трговски гигант? Така што, американските корпорации, не само американските, овие, како се викаат, мултинационалните корпорации, чие седиште, не знам, беа во Америка, на почетокот на 90-ти години вложуваа милиарди во индустриското производство, во инфраструктурата во Кина. Зошто? Затоа што сватија дека ќе им биде поевтино да плаќа работник у Кина за $200, отколку да плаќа работник во Америка да му дава $2000 плюс здравствено, пензиско итн. И фактички Америка и мултинационалните компании го создадоа кинеското чудо. И на крај ко сватија дека овие ќе ги изедат ко мали деца за доручек, Трамп, значи не е будала, он свати дека Америка ќе биде изедена од Кина. И он токму затоа го направи ова што го направи. Но, не е за смење. Ама мислам дека ова нема да заврши нарно. Ти да им бапнеш на Кина 104% царин. Нормално, кинезите на прв пат кој им покачија на 50 и колку посто беше тоа, пред неколку дена, пред им покачат на 104, кинезите тој излезе, еден смирен портпарол на кинесково Министерство за економија, не знам, како се викаше, Су Джук Шмук, нешто така му беше името, и мирно, релативно мирно каже, вика, добро, се јеби га, ни бапнаа царини, ама ќе гледаме ние да се договориме со Трамп. После неколку дена им ја дуплираше царината. И овој вчера па искача Су Джук Шмук, овој ше портпаролов на Министерство за економија на Кина, црвен у фаца, вака,
и меѓу редови кажа, сега ќе ви ебеме мамата. Пази го, кинески го впорпавал. Значи, меѓу редови тоа што го изјави беше сега ќе ви ебеме мамата. Тоа во превод за наша лична употреба значи дека ова нема тука да сопре. Ова трговска светска војна ќе продолжи. Незиното продолжување по овој интензитет ќе значи само една работа. Рецесија. И тоа тешка рецесија, голема рецесија. У која што малите ќе бидат многу брзо изедени, најмалите, најслабите. Тука мислам и на државите и на оние по статус во сите држави луѓето од најнизок слој, од најниска класа, каста ќе бидат изедени. После ова, што се случи, знаете ли дека американците ќе плаќаат по 20-25% поскапи производи? Сега тоа ќе варира од 25-30 до кај 10-15%, но поскапо и поскапо и поскапо. Ови од Европска унија, утепаниве од Господ, исто сватија што ги снашло, пошто дневната размена на трговски добра меѓу ЕУ и САД беше 4 до 5 милиарди долари дневно. Оне што разменуваат, ние ви праќаме ова, ние ова. И сега овие бапна Европска унија кон Америка 25%. Али пазете, царини, али пазете, не знам, на земјоделски производи, соја, некои индустријски производи, сладоледи, такви работи. И тоа пазете. Од држави, од американски држави, во кои што републиканците на Трамп се во најбројни. И демек сега, а тоа истото сега ќе го прават и други земји. Фактички ја ги оцаринуем САД, али поточно државите у кои што Трамп има најголем број приврзаници, па да удрат тамо, па евентуално тие тамо индустријалци, не знам, бизнесмени кои највише губат, да направат притисок на Трамп, да ја симне топката на земја така на. Тоа нема да се случи. Ви имате работа со будала у наводници. Мислам, ако он може на сите вас да ви каже kiss my ass, шо очекувате за друго? Мислам. Така што, видите, една друга работа. Значи, ова што го прави Трамп, значи, штета што не знам, кај нас се избегнуваат овие теми да се прават нови. Пошто се комплицирано изгледаат, многу. Ја колку можам да ги сватам, толку тоа и го кажам. Значи, пазете се. Се што правила Америка изминативе декади, правила најмногу за свој интерес. Често пати, работејќи Америка исклучиво што е нормално за свој личен интерес, на сметка на тоа страдал глобалниот интерес. Глобалната безбедност, дали финансиска, економска или безбедносна. Така што ја мислам дека и тоа случај сега, но со таа разлика што ова полека почна да се оттргнува од контрола. И дека голема е веројатноста, ако ова продолжи со ваков интензитет, светот набрзо да заврши во голема рецесија. Тоа е логиката. А како ние тука ќе се снајдеме на веќе постоечкава инфлација што ја имаме, на веќе постоечкиве цени што ги имаме? Што треба нашата влада да направи? Што може да се направи за тој краток период, затоа што оваа работа треба човек што се вика да ја осуети на време да види што се случуваше. Трамп кога збореше у председателската кампања, па нешто да се направи тој удар да се амортизира што подобро кога ќе почне рецесијата, а најверојатно ќе почне. Значи, ќе изгидеме као глувци. Ја една Шреков ќе завршиме изгледа само со сув леп и варен компир, повеќето од нас, као главен оброк на кој што ќе му се радуеме, ако има варен компир, ако не,
Добро е и леп прашање колку кима. Значи не е уопште смешно, но сакам да ви кажам, светов не може да излезе од тоа од тоа коло, така да кажам, на врзани несреќи, настани, ситуации, кризи. Почна со ковидот, војната во Украина, геноцидот во Газа. Таман мислише овие двајца си подале рака, Путин и овој, пошто светот се наоѓаше на праки пред нуклеарна војна. Таман мислише овие си подале рака, сега ќе деескалираат ситуацијата, ќе се дојде до мировно решение Украина во Газа. Тамо пак почна во Газа, геноцидот продолжи. Украина, овој Владимир Владимирович изгледа е решен да ја земе и цела Одеса. Кој знае до кај е решен да оди више, никој тоа не го знае. Почнува оваа трговска војна, у која што, ја не знам, ја кажав дека Америка гледа некој интерес, а ја мислам дека од вакви трговски војни, значи, не може да има победници. На крајот на краиштата, тие што се најситните, најмалите, најобичните смртници, тие ќе го јадат гадно, ви кажав како што ќе се случи веќе во Америка од овој месец. Колкави поголеми цени ќе плаќаат за одредени услуги и производи американците, веројатно така ќе биде сегде. Да не зборам за илјадниците, стотиците илјади отпуштања што ќе се случат и во Америка и во големи индустрии во Европската унија. Вие знаете тоа какви немири ќе предизвика, кои ќе останат стотици илјади фамилии без хранители, што изгубиле работа. Некои што работат маж и жена у иста индустрија, пример автомобилска, кои ќе загубат работно место, значи цела фамилија им останува на улица, нема примања од нигде. Мислам, тоа ќе биде невиден хаос. Така што нема да се заврши на добро. Што ќе прават нашиве, мислам дека нема, многу е касно да се смисли сега некое решение. Како ќе амортизира тој удар, стварно не знам. За тоа време можеме ние со Цеца да се занимаваме. Ја еве уште тука пред врата, ја така и открив дека е Цеца, она не ми се представи, него сватив дека е Цеца, пошто не кеше да ми влезе у стан. Ја молев, влези, ја ту неќе, само легна пред врата, влезна и запеа. Пред вратима спавала ко пас. Така сватив дека е Цеца. Јебе га, извинете што ве загушив малце со овие глобални проблеми, но се надевам дека малце у попрости црти ги објаснив, пошто и не знам ја вака посложени, пошто у суштина не сум економист, но вака од прилика колку што разбирам, толку се јеби га. У меѓувреме добро е што продолжува борбава против корупција кај нас. Ова со Цеца се надевам дека ќе ги разоткрие целата мрежа на корупција што постои по казнените установи, институции, поправни домови, затвори во Македонија. Вчера се одземени, како што знам, преку 1000 мобилни телефони што се забранети на затворениците да ги користат, иако знаеме тоа го користеле и дека еден мобилен телефон го плаќаат по неколку илјади евра за да добие мобилен, не знам кој го крие, како што го крие тамо, и под нито е стражари за да не му го фатат веројатно и така натаму. Значи корупцијата е милионска по затворите. Се надевам и тоа дека ќе се разоткрие. Гледаме и тој најаба од гериатрија, ве човек прима човече, жена, веројатно уште некој месец и останал пред да умре, прима на гериатрија, бара наводно 100.000 евра мито да го продала станото, велам наводно затоа што презумцијата на невиност секогаш треба да се почитува. Но сакам да ви кажам каде е отиден, до која мера е корумпиран овој систем, и затоа е добро што оваа власт, нема да кажам благодарение на трагедијата во Кочани, затоа што дај Боже да не се случеше никогаш, но
Во име на тие жртви од таа трагедија, оваа влада треба да им бидат тие жртви аманет, товар, што ќе мораат да го износат и конечно да се справат со огромен дел од октоподот наречен мито и корупција. Секако дека целосно нема да му ја исечат главата, но да го натераат, да го стават во некој атар на пристојност, така да кажам. Затоа што очигледно ѓаволот ја однесе шегата кај нас и само им посакувам на власта, искрено им посакувам и се надевам, тоа го кажав и во само вистина, дека ќе издржат пред ово искушение, дека ништо нема да ги сопре, ништо нема да ги успори, ништо нема да ги придомисли. Мораат ова да го истераат до крај. Едноставно мораат. Им должат и на оние кои што загубија своји луѓе во Кочани, им должат и на тие маченици кои што се загушили и изгореа во така наречената дискотека во Кочани, и тоа им го должат на целиот македонски народ, на сите граѓани кои што живеат во Македонија. Едноставно ни должите да се справите со оваа чума, затоа што утре секој од нас може да биде жртва, нејзина жртва. Толку.